Општина Газибаба на последните локални избори доби нова локална власт. Кои се проектите кои што ќе бидат реализирани од страна на новата локална власт е вечерашна наша тема на разговор со новиот градоначалник господинот Борис Георгиевски. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Општина Газибаба после 21 година за прв пат добива градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како ја заслуживте довербата од граѓаните? Благодарам на прашањето и на поканата до вашите гледачи. Јас сум првиот градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кој што ја предводи локалната самоуправа во општина Газибаба. Благодарам до граѓаните кои што препознаа добри проекти и кои што посакаа промени во општина Газибаба. Ги посакаа промените за нормален живот и за живот за сите без разлика на нивната етничка, религијска, партиска припадност. Јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз, али као градоначалник мојата функција партиска ќе оставам во мирување и ќе бидам градоначалник за сите во општина Газибаба во 25 населени места, вкупно 76.000 граѓани на територија на општина Газибаба. Така, во вашата предизборна кампања најавивте повеќе проекти кои што ќе ги реализирате за подобрување на живот на граѓаните во оваа општина, но кој ќе биде првиот приоритетен поголем проект со кој што ќе се зафатите да го решавате? Да, во мојата предизборна програма веќе во теков на наредната недела и Советот на општина Газибаба ќе донесе конкретни програмски обврски кои што градоначалникот заедно со локалната власт ќе треба во тековната 2018 година да ги реализира. Значи, првата работа која што ќе се ватиме ќе биде гасификацијата на општина Газибаба, кој што е приоритетна во мојата програма, и тоа почнуваме токму од автокоманда Железара и Карабиница како урбано јадро каде што гасот се наоѓа на нивната територија. Само треба да го премостиме булеварот Александар Македонски и веќе општината има изработено проект за примарниот цевководот, секундарниот цевководот ќе го прави изведувачот, со тоа добиваме поевтин енерген за домаќинствата, заштита на пари, заштита на емитување на штетни ПМ честички во животна околина, така да на тој начин тоа ќе биде првиот проект кој што ќе го почнеме и реализираме во тековната година. Тоа не значи дека ќе застанеме само тука. Имаме проблеми и проекти кои што се започнати од претходната локална самоуправа во делот на инфраструктурата, канализациите, чистата вода за пиење и сите останати работи кои што не чекаат. Сите отпочнати работи во предизборието, затоа што беа стопирани заради изборите, ќе ги продолжиме. И улиците што се неасфалтирани во Раштак, во Синглиш, во Трубарево, во Стајковци, во Инџиково, во Ченто, ќе мора да ги завршиме и да ги финализираме, затоа што недозволиво е, веќе доаѓа есен, граѓаните да живеат во субстандардни услови, по раскопани улици, а истовремено да бидат целосно во кал, наместо на асфалт. Понатаму, продолжуваме во делот на изградбата на нови две градинки. Тоа ќе бидат во Стајковци, Сингалиш и во делот на Караменица. Ни да стасуваат нови детски градинки и во Трубарево. Тоа ќе бидат во мојот мандат во наредните 2-3 години кои што ќе треба да ги згришиме сите дечиња од фактот дека во моментот во општина Газиба има околу 520 дечиња кои што не се згрижени и чекаат на ранг листа за сместување во дечките градинки. Така, вие споменавте и во вашите обраќања зголемување на бројот на вработени во образованието и во градинките. И ве споменавте дека веќе имате во план да изградите нови градинки, а што е и со училиштата? Сведоци сме дека се гради веќе училиштето Вера Јоцеќ во Хиподром. Дали постои можност за изградба на уште нови училишта или само ќе биде зголемување на кадарот и што се однесува нели до градинките, дали ќе постои доградба на веќе постоечките градинки каде што реално има многу пријавени деца кои што се на листата на чекање? Да, токму така. Во однос на детските градинки, завчера Министерството за труд и социјална политика распише конкурс за недостатокот на кадри во сите детски градинки, вклучувајќи и општина Газибаба. Тоа го работиме заедно со централната власт да им излеземе на веќе постоечките детски градинки кои што има недостаток на кадар, со цел да згрижиме повеќе деца, да ги опремиме дополнително за сите нови деца кои што ќе дојдат, а истовремено за новите детски градинки кои што ги предуваме во тековната календарска 2018 година, што отприлика ќе биде за 200 дечиња кои што во првата година би ги сместиле. На тој начин ќе допринесеме да секој родител
да не се грижи дали неговото дете во втората, првата година или во шестомесечието ќе биде згрижено или ќе биде оставено на бабите и дедовците или некој друг да ги чува. Ќе мора општината заедно со централната и локалната власт да се погрижат, да имаат подобар услов, амбиент, да ги грижат своите дечиња кои што заслужуваат. Топла и удобна градинка. Така. Споменавте дека првиот голем проект со кој што ќе се зафатите уште во тековната година е гасификацијата на општина Газибаба, која што ќе започне од керамидница, железара и автокоманда. Колку сметате дека е подготвена општината за реализација на еден ваков голем проект со оглед на тоа што во некои од населените места се уште нема фекална канализација? Да, се согласувам. Може би не е вина на новиот градоначалник што керамидница се наоѓа на воздушна линија 1 километар од центарот на градот, а се уште живее на јами. Атмосферската канализација и фекалната во керамидница е проблем. Текомно се решава во деновиве, али ни престои предизвик за комплетно да го решиме проблемот со фекалната и одновната канализација во керамидница. Железара и автокоманда не е проблем во овој дел и сметаме дека баш од тука ќе треба да отпочне гасификацијата, али претходно да ги решиме. Имаме план, претходно кога ги правиме сите инфраструктурни проблеми, зборам за керамидница, ќе треба комплетно да ги поставиме сите подземни инсталации, за да можеме не да раскопаме, откопаме, повторно тоа го правиме и така натаму, него сега кога ги правиме сите работи во делот на фекалната и одновната канализација, ги поставаме сите подводни инсталации, за да може после да ги имплементираме и гасовод, и водовод, и останатите неопходни потреби за граѓаните. Гасот се наоѓа буквално во керамидница. Индустријската зона, почнувајќи од Скопски сајм, комуна, Алкалут и така натаму веќе ги користат. Го користат гасот како енергенс. Би било исто многу пријатно и граѓаните и од керамидница и од автокоманда и од железара тоа да го почувствуваат тој бенефит. Загаденоста на воздухот е топ тема во изминатиот период, а општина Газибаба е една од општините кои што имаат многу загаден воздух. Кои се чекорите кои што ќе ги преземете во насока на решавање на овој горлив проблем за граѓаните? Да, загадувањето на воздухот е проблем на Скопје, би рекол и на Македонија. Затоа што она што го имаме во периодот од декември или буквално еве сега до месецот ноември до април е секојдневие. Вчера заедно со градот Скопје и градоначалникот Петр Шилегов, со сите градоначалници на скопските општини, со сите чинители во Министерството за животна средина и Инспекторатот за животна средина, се ставивме во функција на граѓаните да обезбедиме мерки и активности кои што ќе го подобрат квалитетот на воздухот. Значи има повеќе мерки кои што вчера ги разработивме, се со цел емитувањето на PM честичките да биде во помала концентрација. Завчера имавме 250, денеска сме на 30 PM честички на кубен квадрат. Тоа покажува дека самата местоположба на Скопје и Газибаба представува голем клучен фактор. Ние на тоа нема да се раководиме, ќе преземеме мерки во делот на користењето, значи на топлинската енергија, употребата на гасот, пошумувањето на нови, употребата или веќе отстранувањето на употребата на стари возила кои што се користат во сообраќајот. Ја прогласивме Скопска Црна Гора како наш појас, а целта ни е воопшто Скопска Црна Гора во наредниот период да биде белодробието на Газибаба, затоа што во непосредна близина ни е, да ја пошумиме и да ја прогласиме како национален парк, кај што ќе ни служи за чистење буквално на воздухот на Газибаба, затоа што тоа ние сите го заслужуваме. Паралелно на сите индустријски фактори кои што се на територијата на општина Газибаба, освен Макстил кој што ги има имплементирано сите сертификати, за оние кои што ќе направиме регистар дека PM честичките се во голема, тоа не е направено за сега на жалост. Има две мерни станици, едната е во паркот Шумата Железара, едната е до основното училиште Глигор Приличев. Не се само индустријските комплекси причинител за она што представува загадување на Скопје. Има повеќе фактори. Така да ќе ги решаваме во акциониот план прашање по прашање, чекор по чекор. И на крајот ѓубрето, депонијата, сметот ни представува предизвик кој што се договоривме заедно со сите градоначалници на градот Скопје, вклучувајќи комунална хигиена, да отпочне една голема акција од наредната недела во сите скопски општини до новогодишните празници, вклучувајќи и Газиба, сите скопски општини и градот Скопје да бидат очистени и од дивите депонии и сите намети, затоа што ѓубрето, сметот е проблем број 1 кој што сите граѓани тоа го приметуваат
и дава заложба тоа да биде очистено. Така. Друг проблем со кој што се соочуваат жителите на општина Газибаба е сообраќајниот метеж во утринските и попладневните часови на одредени црни точки, каде што се собира голема колона од возила. Што ќе преземате во оваа насока, во подобрување на инфраструктурата? Да, Газибаба е грлото и влезот на градот Скопје. Булеварот Александар Македонски, кој што се протега од населбата Хиподром до клучката Диамант, ќе треба да ја прошириме заедно со градот Скопје во 3 ленти. Сега се постоечки 2. Било кој сообраќајка или застој представува голем проблем за влез во Скопје. Дополнителна мерка ќе биде булеварот Хрватска, кој што ќе спои општина Газибаба со општина Бутел. Тоа поминува покрај Железара, се вклучува во делот на кружниот ток во населба Железара, каде што ќе допринесе за подобро регулирање. Улицата Благој Стефковски, улицата Антон Попов и Перонаков. Тие се 3 приоритетни улици кои што ќе треба да прераснат во сообраќајни булевари во период кој што не следи заедно со градот Скопје, и тоа не се приоритетни проекти ставени со цел од постоечките 2 ленти да бидат 4, плюс велосипедски патеки и за пешаци. Газибаба воопшто заслужува да има нормални сообраќајници за сите граѓани, за да се растерети, да нема метеж, а истовремено и децата и пешачите да бидат заштитени со вертикална и хоризонтална обележена сообраќајна сигнализација, вклучувајќи од тука и режимот на сообраќај во градското населено место. Сведоци сме дека по овие 2-3 улици кои што се, да кажам, централни во општина Газибаба брзо се вози. Ке треба и тука да се регулира сообраќајот, да се постават знаци. Безбедноста на граѓанинот ни е најбитен во делот на општина Газибаба. Еден од проектите кои што го најавивте откако стапивте на функцијата градоначалник на општина Газибаба е враќање на правниот статус на урбаните и местни заедници, како и отворен ден за граѓаните. Од колкаво значење ќе бидат овие проекти и колку ќе помогнат во сослушување и решавање на проблемите со кои што се соочуваат граѓаните? Сметам и тврдам дека непосредниот контакт со граѓаните, разговорот, диалогот, сослушувањето, нивните предлози се клучниот фактор за решавање одблиску на сите проблеми. Градоначалникот е еден, а имаме 76.000 граѓани, 23.000 домаќинства, 25 населени места. Секој има своја специфика во делот на решавањето, секој има секоја специфика во делот на наредните чекори кои што треба градоначалникот со државната администрација кој што му стои на располагање да ги реши и своите ресурси. Така да отворено и транспарентно од денеска почнуваме во општината тоа да го правиме, се со цел одблиску да се запознаеме и да најдеме соодветно решение подеднакво за сите. Битно ни е во прашањето што го поставивме за урбаните заедници. Тие како да беа заборавени во изминатиот период. Местните заедници изумреа. Ги враќаме во првобитната состојба како урбани заедници кои што ќе бидат отворени за сите, со правен статус, со своји финансиски средства, со свој печат, со своји права, но и одговорности. Секое населено место заслужува да си одберат луѓе кои што ќе ги водат на локално ниво, кои што ќе бидат препознатливи како лидери, како домаќини, како луѓе кои што се одблиску запознаени со сите потреби и оттаму ќе се канализираат сите неопходни потребни мерки, работи и решенија на секое населено место и кој што ќе биде буквално еден филтер на приоритет даден за решавање за било која одредена населба. Дали тоа ќе биде за Трубарево, дали ќе биде тоа за Гоце Делчев, дали ќе биде тоа за Стајковци или за Винич или за Булашани, урбаната местна заедница е првиот почетокот кај што почнуваат сите инициативи на граѓаните. Граѓаните се тие кои што ќе треба јавно и транспарентно да знаат колку пари трошиме, колку пари се предвидени во буџетот за теконата година, каде сме ги потрошиле парите. Ќе треба да биде отчет и местната заедница кои проекти ги реализирала, кога ги избрале луѓе во нивниот совет за председателот и сите кои што им се во нивното окружување. Така да ќе направиме отворена услужна општина, ама ќе направиме отворена, транспарентна и местна урбана заедница каде што граѓаните ќе се препознаат со своите проекти и со своите потреби за решавање. Овие проекти кои што сега ги споменавме се само дел од проектите кои што веќе започнавте да ги реализирате и ги најавивте во вашата предизборна кампања. Секако немаме ние доволно време во еден разговор да ги најавиме сите проекти, затоа остануваме ние отворени за
соработка со вас, со општините, со цел да ги информираме навремено граѓаните во која општина што се работи во моментов. И еве за крај уште едно прашање. Генерално, што очекувате, што ќе се промени во наредните 4 години во општина Газибаба? Па би сакал прво да ме поканите после 4 годишниот мандат кој ќе ми изменем, да не разговараме дека Газибаба има улички без кал, дека нема сместени деца во детските градинки, дека веќе има вода, нема вода во Булачени, во Раштек, во Страчнице, дека фекалната канализација во Трубарево, во Гоце Делчев, во Ирумлери, во Идризо Идрама ќе биде реализирана и луѓето ќе сватат дека ќе треба да живеат во нормален свет. Речните корита и фекалната канализација во Брњарци, во Страчници, во Виниче, во Црешово, Смилковци и Раштак ќе бидат санирани и фекална канализација ќе добијат и тие населени места. Газибаба тогаш ќе има уште 2-3 нови детски градинки, ќе имаме современи сообраќајни решенија кои што ќе го растеретат метежот, ќе имаме мост кој што ќе поврзе општината Газибаба со општината Аеродром кај спортскиот центар, од другата страна кај што е спортската сала Јане Садански, така да ќе имаме повеќе реализирани дела, ќе разговараме за некоја друга општина и други потреби кои што се од побитно значење и овие работи кои што во моментот ќе бидат веќе минато. Јас ви посакувам успех во работата и реализирање на сите проекти кои што ги ветивте и ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за гостувањето и овој разговор кој што го направивме со цел да ги информираме нашите гледачи. Благодарам на вашата покана и поздрав за вашите гледачи. Благодарам уште еднаш.